А уште еден новогодишен хуманитарен концерт ќе се одржи токму утре вечер во Универсалната сала со почеток во 18 часот. Пријателите на специјална Олимпијада Македонија. Значи, сето она што ќе биде заокружено и сумирано како достигнување што се исполнило во изминатата година, заокружено со овој новогодишен концерт токму утре. Со нас заедно во студиото докторант Огнен Стаматовски, извршен директор на специјалната Олимпијада Македонија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и добро дошол. Наш редовен пријател, соработник на утринската програма, секогаш за она што зборуваме е убаво да се каже и да се спомене. Значи, поводот е новогодишниот концерт, меѓутоа ќе позборуваме и за сите оние работи кои беа постигнати, направени во ова измината 2008 година. Па точно така. Ова беше многу интензивна, многу комплексна, многу интересна година. И мислам дека она што прво кажавте, дека со тоа би требало и да заокружиме оваа година. Значи, покрај спортските активности, оние други активности што ги правевме во текот на целата година, мислам дека е ред и вам да ви се заблагодариме, секако и нашите волонтери, на целата македонска јавност. Користам прилика уште еднаш да се заблагодарам на сите што цела година не поддржува, не помага. И практично со овој новогодишен концерт, кој што има благ хуманитарен карактер, сакаме да им се одолжиме практично и на сите спортисти кои што вредно тренира, вредно спортува, меѓутоа и на целото граѓанство на државава. Навистина прекрасен еден однос кој што вие го почнавте, вие го правите како медиум и секако тоа придонесе многу да се вклучи целата македонска јавност и на еден начин да го подигнеме јавната свест на тоа ниво за да можат да се чувствуваат сите наши спортисти еднакви со сето граѓанство во Македонија. Многу музички звезди, звездичките од Златно Славиче, кои верувам секогаш кога ќе ги поканите на некое вакво збигнување или случување веднаш. Морам да им се заблагодарам. Навистина би било долга листата на сите тие кои што да ги споменуваме, да, меѓутоа навистина без исклучок. Тоа е фантастичен однос од нашите звезди. Без исклучок сите што им се јавивме, сите што ги поканивме, прифатија, јавно им се заблагодарувам во име на цела организација, пред се во името на сите наши спортисти, бидејќи они навистина ги сакаат, уживаат да играат со нив, се дружеа и во Рамстор, се дружеа пред 2 години на тој концерт, се дружат континуирано кога имаме некои други прилики. Навистина без исклучок сите прифатија и тоа е она што навистина ни дава мотивација и храброст за и понатаму да продолжиме. Заради тоа што знаете како има многу хуманитарни активности, различни организации, меѓутоа некои се откажуваат, некои не се откажуваат. Меѓутоа, почнувајќи од Бени па до Ноне, Адриан Гаджи, така да не ги набројувам. Сите да не испуштам некого бива и така натаму. Се тука со нас голема благодарност за сите од нас. Така. Агенцијата за млади и спорт додели 500 стипендии на млади талентирани спортисти, а меѓу тие 511 стипендии се и за специјалните олимпијци. Па да, така е. Знаете како е. Мислам дека тоа што го направивме ние, што го направивте вие, што го направи државата, значи сепак тоа се на некој начин пионерски чекори. Ние долго зговоревме пред некоја емисија за филозофијата на инклузијата. Значи како практичен модел на сите проблеми со кои што ние секојдневно се соочуваме, се соочуваме, мислам, ние сме тука да кажеме и за лошите работи, нели? Да, и за добрите и за лошите. Ние успеавме на некој начин до тоа ниво да го дигнеме нивото на јавна свест и до тоа ниво да ги инклузираме, значи да ги вовлечеме во сите пори нашите спортисти, да ги задначиме на нивото на сите спортисти од Македонија и тоа резултираше со тоа што Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија оцени дека навистина кај нас има потенцијал, тоест не кај нас како организација, меѓутоа кај самите спортисти, што е мислам дека тоа максимумот она што ние можеме да го направиме. Тоа е фантастично, добивме 11 стипендии. А тогаш беше најавен и новиот амбасадор на специјалната Олимпијада. Точно така. Валирот Панче. Панче Ќумбев. Тој е нашиот интернационалец, репрезентативец, он игра во Легија од Варшава, едно од 5 најјаки лиги во Европа. Панче прифати без двоумење да биде музички амбасадор, фудбалски амбасадор, се извинувам, на специјална Олимпијада и децата веднаш кога го прифатија, мислам дека он и понатаму ќе промовира добро и желбата, идејата и сето оно што го правиме ние како специјална Олимпијада. Така, кога ќе се навратиме на месеците наназад, се извинувам, што се е направено и се постигна во ова измината година, повеќе се случуваат добрите отколку лошите работи. Сепак да. Проблеми секогаш ќе има, нели?
Знаете како е, ние кога би отворили една емисија Helpline, така викат, нели, веројатно ќе ни треба цела година само за проблемите да говориме. Меѓутоа, мислам дека крај на година и на крајот на годината се сумираат резултатите и на крајот на годината е мислиме на убавите и позитивните работи што сме ги направили. Точно така. Точно така. Значи воедно крајот на годината го обележува и тоа што ние токму одбележувајќи ги божичните празници, практично на луѓето од католичка вероисповест, им го честитаме воедно и Божикот, нели? За тоа што има во нашата организација многу католици, така да вредно би било и тоа да се спомене. Мислам дека цела година ние направивме многу во неколку сегменти. Јас ќе се обидам накратко само да ги сублимирам тие сегменти. Ние годината ја почнавме навистина конечно со едно фантастично добро изорганизирани зимски спортски игри. Значи, за прв пат во Македонија, иако и минатата година имавме зимски игри, меѓутоа немаше снег. И пред неколку години имаше... Сега надеждите ни се поголеми. Сега надеждите ни се поголеми, точно така. Мислам дека тоа кршење на мразот во однос на способностите, оно што вие го кажувате континуирано, тоа е, мислам дека успеавме да го постигнеме. Тоа ни даде мотивација и храброст. Значи, сите подготовки што ги правевме во текот на декември, јануари, февруари, на крај на февруари, почетокот на март, направивме зимски игри, каде што стотина спортисти, наши деца со интелектуални пречки во развојот, на нашиот камп на Стрежево, успеа не само да застанат на ски и да видат за прв пат снег, нели? Меѓутоа успеа навистина и да провозат низ капиите, да постигнат одлични резултати, да истрчаат патеки од 2 километра, што се многу, нели? За поздрав и за пофалба, оно што ти го постигнал. Тоа не мотивираше цела пролет и цело лето да работиме интензивно, да направиме неколку турнири во фудбал, континуирано во атлетика, велосипедизам, оведовме нова дисциплина. Значи, од спортскиот дел ги одржавме програмските активности на оно ниво на кое што претходно сме говорили. Меѓутоа, две работи многу нови. Првата работа е што успеавме нивото на едукација да го подигнеме, што е фантастично. Значи, нивото на семинари кои што ги имавме и нивото на едукација во текот на целата година покажа дека ние сме зрели да покренеме една уште поубава иницијатива, а тоа е најнесиво вие што ја кажавте, резултираше со иницијатива за формување на катедра за инклузија на Универзитетот ФОН. Впрочем, ценејќи ги нашите напори, ФОН реши својата новогодишна забава да ја посвети токму на специјална олимпијада. Тоа се случи во вторникот. Многу луѓе кои што не знаеле за специјални олимпијади, за нашите активности, беа сведоци да забава, да узна, да беа запознаени. Сега и ние ќе ги наградиме нашите гледачи 10 билети. Да, најмалку 10, може и најмалку 10, ако има голем интерес, па тогаш ќе доделиме и повеќе. Значи 2550-321, бројот на кој можете да се јавите. Утре, значи сабота, со почеток во 18 часот во универзалната сала. Пријателите на специјална олимпијада Македонија, кои верувам има на вистина многу, не само музичките звезди, туку и сите оние кои што ќе дојдат во универзалната сала се вистински пријатели на. Ја мислам дека се вистински пријатели, точно. Значи ние мислевме дали и да бидат отворени вратите на универзалната сала, меѓутоа мислам дека поканата е покана и би било добро да бидат поканети луѓето и би било добро да се појават таму, така да користам прилика да ги поканам сите и да доделиме 10 влезни билети за нашиот концерт, каде што навистина ќе има 10 прекрасни наши музички звезди. Ќе биде убаво, весело, предпразнично, онака нели како што и доликува. Јас ви благодарам за денешното учество, ви ги честитам новогодишните и божитните празници и во следната година, само да завршиме еве со... Мислам дека убаво да завршиме со тоа што, знаете како е, вие многу ни помогнавте. Јас не знаев, мислев ќе биде нешто што вие сте го добиле, специјалната олимпијада. Ова е специјално за вас, од сите наши спортисти. Ви благодарам. За убава соработка, за телевизија и редакцијата на Ранотен, кои што и натаму, значи не само во 2009 годините натаму, нели секогаш ќе ве поддржуваат и ќе бидат заедно со вас. Благодарам многу, среќна нова година на сите. Да, благодарам. Продолжуваме понатаму со уште неколку содржини во рамките на Ранотен.